Здраво, дечки, пак. Еве сме во 18 туториал пред и овој туториал исто така ќе станува збор за класи, исто како претходниот. И да ве предупредам пак, како што беше случајот тогаш во тој долгиот туториал што траеше негде 30 више минути, и овој наверојатно ќе биде нешто слично, а има шанс да испадне и малку подолг. Значи, во овој туториал ќе пробаме сето тоа што го правевме тогаш во тој туториал, каде што имавме do while, внесувавме опции, К за креирање на листа со податоци, на за внесување на нов податок и за измена, па за печатање, Q за излез. Сето тоа ќе пробаме да го направиме уште еднаш, но сега тоа да го направиме со користење на нова класа. Затоа, за почеток, ајде да продолжиме на тоа што го имавме од претходниот туториал. Сега за сега, значи, ова ќе го избришеме. Биде празно. Save. И тука сега за сега мислам дека овие податоци ни се доволни. Значи, ќе продолжиме да работиме врз овој код. Значи, имаме нова класа, корисник, која има конструктор. Ајде да речеме дека еден конструктор само, нема да ни бидат потребни сите три. Овој последниот ќе го оставиме, каде што внесуваме име, презиме и година на раѓање. Имаме функција која што ни враќа полно име и презиме. Функција која што ни враќа integer, а тој integer е од годината на раѓање, ни вади колку години точно имаме. И функција за печатање на сите податоци за тој корисник. Значи, печатаме податоци за тој објект што го имаме. Се мислам дали ова да го промениме, значи сега хардкодираме 2019 година, ајде и тоа ќе го спомнеме. Значи, место да пишуме 2019 и да речеме утре 2020 година и треба да дојдеме овдека во кодот да промениме 2020, па 2021 и така натаму, може во C# имаме готова класа каде што го имаме моменталното датум и време. И таа се наоѓа во систем, ако не се лажам, и тоа ќе ви дојде datetime, datetime.now.year треба да. Ево year, и кој што гледаме year ни е integer. И доку ајде пробаме да креираме нов корисник и корисник нов корисник е еднакво на new корисник, име Никола, запирка презиме Горгиев, запирка година на раѓање 9.0 и имаме нов корисник, точка печати. И да видиме што ќе ни биде излезот од оваа програма. Како што гледате, се е како што треба. Години 29, значи се ни работи како што треба. Може да го тргнеме ова. Значи, споменавме уште нешто ново, значи тоа е datetime.now. Значи, во ова имате пристап до моменталното време, имате ден, месец, година, точно време, час, минута, секунда и така натаму. Сега рекавме дека сакаме да ја направиме иста програма што имавме тогаш во тој туториал кој да беше поред, не знам. Па ајде као, значи ќе работиме во ова main метода за да не ги комплицираме работите. Да пробаме да го рекреираме тоа што го имавме исто како што се сеќава, имавме еден string, не се сеќавам, него на вториот монитор имам подсетник од претходниот код, за да не губиме време на мислење, ќе се подсетуваме таму и ќе куцаме таму. Значи имавме избор, ќе пишеме, значи со кошаца да се пишуваат коментари. Овде ќе го читаме изборот за опција од тастатура. Значи дали ќе внесеме како бе К, ставаме pipe К, имавме
Н, имахме И, К, Н, И, К, Н, И, П, 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 и имахме Q. Значи за тия опции станува збор. Потоа имавме string array листа. Но ајде во овој случај да се запознаваме со уште нешто ново. Проблемот со низата е тоа што таа не може да расте. Значи, колку иницијално креираме, алоцираме место за податоци и толку не може ни да се зголемува, ни да се намалува. Затоа во овој пример ќе користиме нешто што се вика лист. Како што гледате, не ни дава ништо. Тоа е бидејќи листите се наоѓаат во еден друг namespace што се вика system collections.generics. И гледате, сега имаме листа. Значи сакаме да креираме листа. Запазете добро синтаксата. Листа од во помало поголемо, значи во овие загради имаме помало, потоа имаме поголемо, внатре ставаме што каков тип на податоци ќе содржи лист. Значи во оваа листица ќе чуваме корисник. Исто може да направиме листа од интеџери, листа од стрингови. Но рековме за овој пример ќе имаме листа од корисник. Ќе ја крстиме листата корисници. И ќе ја инициализираме. Еднакво на new, добро запазите синтакс, значи со ова направивме нова листа со нула податоци. Нова листа со нула податоци. Можеби во тие што ќе бидат напредни туторијали ќе споменам малку за како сето ова функционира во меморија, исто така кога ќе зборуваме за статик, за хип меморија, за Q, која каде оди, значи мислам дека тие туторијали нема да бидат во овие основните, туку ќе бидат во тие, да речеме, во првите што се понапредни. Или можеби ќе ми истекне да направам некоја меѓу категорија, значи уште една плейлиста со некои вакви туторијали што се малку поинтересни. Значи рековме, направивме нова листа со нула податоци. Значи синтаксата е лист, значи овој збор мора да е како што е, помало, тип на податоци помеѓу помалото и поголемото, го затвараме поголемото, значи ставаме име на листата, таа е еднакво на, како што алоциравме меморија за нов корисник, за array, исто име new, лист, пак помало, значи каков тип на листа ново сакаме, корисник и како повик за функција. Отворена, затворена заграда, точка, запрека. Значи добро е за пазите ова синтакса. Значи креиравме нова листа. Кога беше со array, истото имавме уште една променлива каде што баравме корисникот да внесе колкава да биде листата и така натаму и така, но мислам дека тоа ќе ни треба и тука, да. Се извинувам, мислам дека нема да ни треба, но ќе ни треба. Должина на листата со податоци иницијално ќе биде 0. И ајде пак да го направиме тој do while. Знам дека дел од вас ги мразите овие do while. Искрено да кажам и јас. Ретко сум имал прилика да ги користам додека работев. Значи, претежно for each, for, речем некогаш while, но do while многу ретко. Рековме, ако избор е различно од Q и избор е различно од малку. Значи, ова do while ќе врти додека не внесеме нешто различно од Q, мало или голем. Ајде сега да му ги излистам исто како што беше на корисникот можните опции. console.write на мекот е control space
за да ви се появи IntelliSense. Контрол, не команд. На Visual Studio мислим дека е исто Ctrl Space. Можни опции рековме. Точка паприка. Можни опции. Две точки. Добро, и да ги излиста можните опции. Console.WriteLine. Добро, опциите рековме БАК. Креирајте нова листа со податоци. Првото, ајде ги скопираме ова. Треба малку да обрзаме за да... Што стиснав? Бра. Дека во Wildboard цело време. Добро. Build. Кали. Се извинувам за тоа. Тига е добро. Колку е опции, не знам дали е некоја вишка. К имавме, рековме 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Тама. Q. Излез од програмот. Имавме овдека получи за керам печати ја листата со податоци. Значи ова беше после над него имавме и за измени. Измени податок. Ова што пише податок. И ова беше намислено за нов податок, додадете нов податок или нешто такво. Додадете нов податок. И сега после ова имавме еден switch, имавме и повторно ги листавме на корисникот можните опции и баравме да внесе нешто. Ова беше со write, за да биде во иста линија да очекуваме внес. Ајде пишем се опции. Опции. К, pipe, N, pipe, K, N и pipe, pipe, Q. Отворена, затворена заграда, прашани две точки. Разно место. Добро, ќе изгледа малку фенси. Console, не console, се збунив. Сега читаме од тастатура да внесем опција избор еднакво convol.readline. Добро. Потоа рековме имавме switch. Тука го вртевме изборот. Избор. И имавме потоа имавме кейсовите. Кейсовите, пошто по-охридски зборам. Кейс. Празно место, доколку корисникот внесе К, две точки, или доколку корисникот внесе мало К. К мало, добро, и потоа имавме брейк за крај, значи овие два услови. Доколку е К или К, ќе се исклучува нешто што е тука, значи до брейк. Печатаме инструкции, console.WriteLine. Добро, и му велевме креирање на нова листа со податоци. Добро, извишник и може да беше боле точка. Точка нека види. Затворен наводник, точка. Добро. Потоа имавме значи креираме, да требаше да внесеме колку елементи сакаме да креираме. Да, ова опција најверојатно нема да ни треба со листите. Така да, като отпаѓа. Сега ми текна, бидејќи да, листата може да расте натаму и сега ќе видите што зборува. Сори се збунив малку нешто друго, беше првично идејата, но малку ќе измениме. Значи рековме ова нема да ни треба. Сори уште еднаш ако збунив.
Сега ќе ме прати што збора. Рековме имаме кейс за нов податок. Кейс доколку внесе Н, две точки, или кейс доколку внесе малона, две точки и брейк. Добро. Тоа се случува кога не работам по агенда или неков план. Имав иницијално една идеја и сега ми текна на еднаш да не ја комплицирам, бидејќи испада многу долго видеото и да направиме нешто многу пократко. Рековме за внесување на нов податок. Значи сега тие проверки што имавме во тогашниот пример нема да ни требаат. И сега само на корисникот ќе му пишеме инструкции, .writeLine. Внесете го новиот податок. Две точки, празно место. Добро, и тоа валја може да не види во иста линија. Имавме ли некоја промена, избор, корисници? Не, добро. И се ќе може да креираме или ќе креираме string привремено променливо во кое што ќе го чуваме тоа што ќе внесеме од тастатурата. Ќе пресме долна црта да речеме, долна црта нов податок, точка запирка, долна црта нов податок е еднакво на console.readLine. Значи му велиме корисникот да внесе нов податок и тоа го чуваме да внесе нов податок, му даваме инструкции и потоа од тастатура читаме во оваа променлива која што креираме тоа што ќе внесе корисникот. Ајде сега да го додадеме во листата, да видиме како иде тоа. Значи пишуваме корисници, сега корисници, значи корисници ни е листата со корисници, точка, многу едноставно, add, добро, add, и сега што сакаме да додадеме, сега може да го додадеме, не додавме, се збунив повторно, мисля дека овие се стрингови, но не беа стрингови, него рековме дека имаме корисници. Нов корисник, дека треба да додам и се брзо малку е еднакво на, кога ќе го скоментирам сега, нов корисник е еднакво, ќе алоцирам меморија за нов корисник, не е нов податок, него е нов корисник. Значи и од ова видео најверојатно ќе снимам пошто следно за убаво да објаснам што е направено. Значи нов корисник е еднакво, сега ќе поикме конструкторот, нов корисник, и вели треба да внесеме име, презиме и година. Значи како да из ова ќе ни требаат некои привремени промени. Ова си беше добро WriteLine. Податок, две точки, нов корисник, добро. И сега од тастатурата ја креираме три нови промени. String. String за име, име е еднакво на console.readLine. Значи во ова променлива ќе внесеме име, console.write, овде ќе пишеме инструкција за внесување на име, две точки, празно место, и во истата линија ќе ни трепка курсорот овдека за внесување на име. Ќе го внесеме името. Исто console.write ќе внесеме инструкција за внесување на презиме, две точки, празно место. String долна црта презиме е еднакво на console.readLine. Читаме од тастатура презимето и уште ни треба за година на раѓање. Console.write година на раѓање ли беше? Да се подсам само како беше година на раѓање. Да, и од тоа владавме години. Година на раѓање гофме. Година на раѓање, две точки, празно место.
И ова имавме, ајде да речеме ќе го чуваме во string, string него integer, тонцата година на раѓање еднакво на convol.readline. И ова бара да внесеме integer, а ова враќа string, значи треба да идеме пак со try parse. int.try parse. И значи доколку успешно пројде ова парсирање, тука ќе ставиме некоја иницијална вредност 0, си ми по дефолт 0 во оваа променлива. Значи доколку едно out ми фали, out, значи креираме променливо која ќе чуваме година, доколку пробуваме да испарсираме од внесот од тастатурата во ова променлива, доколку пројде успешно парсирањето, ова година на раѓање ќе има таа вредност, ако не ќе има ова иницијална што е тука вредност. Добро, и сега рековме имаме нов корисник. Ги имаме сите податоци, имаме име, за име има долна црта име, заприка долна црта презиме и беше последната година на раѓање, година на раѓање. Значи ги пративме сите и потоа ќе подкоментираме ова, вели .add, отвараме заграда и вика дека може да додадеме променлива од тип на корисник. Нов корисник не е од тип корисник, значи нов корисник може да го додадеме во листата. Добро. И со ова имаме значи додадено нов корисник кој ќе внесеме на N. Ајде уште да додадеме печатање. Има break, после break треба што додадеме. Case, P, две точки, Enter, Case, мало P, две точки, Break. И исто кој што имавме со низата, исто ќе види овде. For each, tap, tap и ова не. За секој корисник, ќе ги вртиме значи корисниците, бидејќи листа ни е од тој тип, листа од корисници. За секој ќе ја крстиме корисник. Во колекцијата, како ни се викше листа корисници, значи за секој корисник во корисници, велиме корисни, едно к изидов, бука пукна речено корисник, точка печати, гледате, има пресед да печати, тоа е функцијата што ни овде печати. Па ајде да ја пробаме програмата, да видиме дали нешто ќе ни експлодира или нема. И како што гледате, можни опции на задодавање и измени печати куквит. Ајде да пробаме на нов корисник. Внесете го новиот податок. Име Никола, презиме Горгиев, година на раѓање 0. Добро. Ајде да додадеме уште еден на нов. Владко. Како беше презимето точно што го измислив. Рутраниколовски. Смешно презиме. Кој е на раѓање да речеме дека Владко е помал од мене. Добро. И да пробаме да испечатиме со патен. Пум. И кој што гледате ни се испечатија и двата податока што ги внесовме. Име и презиме Никола Георгиев, години 29, име и презиме Владко, како и да му е презимето пишено, години 27. Ку за излез, ку за излез. Добро, прекинуваме програмата. Супер. И ајде да видиме за измени или тоа да ви оставам да го направите сами, но ајде да идеме со мене. Кейс, тука завршиме. Тука валјда, тука требаше најверојатно проверка дали има податоци да печатиме. Корисници, точка, count, значи кај ред беше length, тука е count. Е поголемо од 0, значи ако имаме корисници,
ќе ги испечатаме сите. Добро. Ако не, else console.writeline испечатаме листата со корисници е празна. Изречник. Добро. Го пробам и тоа. Треба да продолжим на менувањето. Да пробаме директно да рековме да печатиме П. Листа со корисници е празната, да. Излез. Кој беше излез? Сори. И рековме за измена. Па печати, како иде поред Н, па и после Н. Добро, значи после Н треба. Мада не е битно, но чисто онака сакам за да можем да се снајдем. Можем да го ставам и ито да биде после пато или како и да е. Кейс, наводници, големои, кейс, наводници, малои, две точки, брейк. Добро, значи тоа ни е до тука. И рековме, сакаме да менуваме некој податок. Видим како ќе направиме тоа. Значи, convol.writeline промена на податок на корисник. Видим како што го изведем. Корисници. Како што гледате, ова не ни функционира кој што ни функционираше со низите. Се мислам дали ова да го ставиме за нареден туториал или да зборуваме сега, бидејќи треба да зборуваме за нешто ново. Како најлесно да бараме корисник во најлесно. Да, најверојатно тоа ќе го оставам за наредниот туториал, бидејќи се брзам, сакам да одам до едно место, веќе треба да испаднеме 15:28, требаше 3:30 да бидам таму кој што треба да одам. До тука ќе застанеме. Разгледате се убаво, докато имате прашања, пишете во коментар што нешто не е јасно. Во наредниот туториал прво најпрво ќе го направиме ово што ви реков за промена, бидејќи зборуваме за нешто ново и затоа не сакам да го трупнам да биде се во овој туториал, веќе спомнавме две нови работи. Овде спомнавме листа и овде спомнавме datetime. Така да, дечки, поздрав до наредниот туториал.